Регионални вести на вториот ден од Христовото воскресение. Великденските чествувања во Тетовско продолжуваат. Верниците утрово присуствуваа на литургија во црквата Свети Димитри, пошто ги посетија вечните почивалишта на нивните упокоени роднини и пријатели и запалија свеќи. Со отслужување литургија на Свети Јован Златоуст во црквата Свети Димитри во Тетово во присуство на голем број верници продолжи чествувањето на вторден Великден. Со литургијата чино начествуваше неговото високо преосвештенство митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Според обичаите, утрово голем број од православните верници ги посетија вечните почивалишта на нивните упокоени роднини и пријатели и запалија свеќи. Од името на нашиот надлежен митрополит Тето Јосиф, Тетовско-гостиварски, од името на браќата свештеници и од моје лично име да им упатам срдечни поздрави до сите наши верници, до сите наши браќи и сестри, со радосниот празник, најрадосниот празник и со радосниот восклик Христос воскресна. Овој ден е навистина тажен за нас, христијаните, кога идеме на гроб се растажуваме, ги оплакуваме нашите починати, но сепак великденската радост е присутна и во гробовите со вечна воскресенска великденска светлина, затоа што нашата вера, иако при тага сме ги испратиле сите наши предшественици, сите наши прадедовци, дедовци, браќи и сестри, најблиски упокоени, нашата вера е залудна и нашата проповед е залудна ако Христос не воскреснеше. Со воскресението на Христа Бога ние ги посетуваме гробовите, бидејќи Господ Исус Христос со Неговото воскресение им подари бесмртно цвеќе во гробовите на нашите најмили и најблиски. Тие се вечно живи, иако се мртви по своите тела, тие се со вечен блесок пред Божјата светлина. И така овој адет денеска е прекрасен на нашите тетовци, овој прекрасен тетовски народ, кој што ги знае сите адети. На вторден Великден ги посетуваат тука гробовите, осветените гробови, своите најмили и најблиски ги оплакуваат на овој радостен ден, но и оставаат по едно јајце, црвено јајце, за да ги ја споделат барем колку толку радоста, воскресенската радост со починатите, за да им си посакаат Христос воскресе, како ние, како телесни, припаѓаме кон вечно духовните наши починати ангели. Нашата вера е вера на воскресението. Без воскресение, човек ако не верува во воскресение, тогаш човек навистина е празен во своето срце, нема во што да се надева. Затоа секогаш силно да веруваме во воскресението на нашето бесмртно битие, во воскреснатиот Христос. Ете тука имаше ослужено света литургија, на која чино начествуваше дедо Јосиф со повеќе свештеници, имаше многу броен народ, а потоа ги посетија гробовите на нашите најмили и најблиски. Некои денеска и чатат задуши, значи ги посетуваат гробовите. На Балаклија, на источен петок, се паѓа и Ѓурѓовден заедно. Ќе имаме во сите цркви литургии, сите цркви. И оваа недела е блажена недела, тоест недела кога се блажи. Постот веќе е позади нас, бидејќи радоста воскресенска е голема, бидејќи воскреснатиот Христос се јавувал и после својата смрт на апостолите и многу од гробовите воскреснале, затоа и цела недела ова се блажи, затоа петок се блажи, овој петок се блажи со млечни, со месни продукти. Ете Господ благоизволи да заедно и Ѓурѓовден и Балаклија падне во исти ден.
кога Господ воскресна од мртвите, тој се јавувал 40 дена. Затоа и ние правиме помен на мртвите, 40-дневен помен, затоа што душата се вели дека е присутна тогаш во нашите домови на починатиот, секаде не следи, како што Господ Исус Христос 40 дена беше со апостолите, со своите најблиски, кога им се јавуваше. Господ Бог нека подари здравје пред се, милост, мир меѓу сите луѓе, мир во нашата држава, да се сплотиме, да бидеме заедно, да оваа библиска наша Македонија ја полеваме со радост, со среќа, со добрини и со љубов. Македонското дрво да го полеваме со љубов. Бог нека ги благослови сите наши верници, сите наши чеда. Христос воскресе! Утре на третиот ден од воскресението на Господ Исус Христос во сите православни цркви и манастири со почеток во 7 часот ќе се служи литургија на Свети Јован Златоуст. Утрешната богослужба ќе биде посветена на денот кога светиот апостол Петар отишол на гробот и кога се навалил внатре го видел само повојот. На 6 мај е источен петок Балаклија, кога утрена со литургија на Свети Јован Златоуст со почеток во 7 часот ќе се служи во сите градски цркви во Тетово. 40 дена се празнува најсветлиот миг, празникот над празниците, воскресението Христово Великден, се до празникот Спасов ден. Во текот на воскресенските денови домаќинките гостите ги дочекуваат со евангелскиот поздрав Христос воскресна и ги испраќаат со вапцени црвени великденски јајца. Коритото на реката Пена кон пределот Бањиче секојдневно ерозира. Слечиштето на земјата однесе и дел од тротоарот покрај патот кој води кон ова излетничко место. Од општина Тетово велат дека наскоро ќе започна со санација на штетите од овој предел. Ерозијата на земјата долж кеот на реката Пена кон пределот Бањиче секојдневно се проширува. Слечиштето го уништи дел од тротоарот, подпорните ѕидови и асфалтот од патот кој води кон ова рекреативно место. Ова подрачје започна да ерозира минатата година, како последица од големите поплави во Тетовско кои ја нарушија стабилноста на земјата. Но досега локалните власти немаат преземено никакви мерки за санација на штетите кои се зголемуваат. Граѓаните велат дека овој предел кој се користи масовно за одмор и рекреација е ризичен и за пешаците и за возачите. Ја краишам многу, тоа е многу ризично и за луѓе, исто така и за колите. Ја не знам власт што прави, ништо не предузима, а треба да предузима, има многу народ. Ерозира и ќе стане уште полошо во меѓувреме ако доаѓа повише вода. Поризично тоа што има. 2 коли, една нагоре, надоле да се нема каде да се узмине, каже. Мора да бегаш таму на тротоар. Тоа е ризик и за пешаци, и за овие со возила со. Ама никако да се преземе не е сега тоа. 4-5 месеца колку има. Повеќе тоа ќе падне путот целто. Од општина Тетово велат дека наскоро ќе започнат со санација на штетите во овој предел, каде санацијата се долговлекувала поради високиот водостој на реката Пена. Имаме слечиште, значи тука и еден дел од шеталиштето се урна. Тука ќе направиме подпорен зид. Меѓутоа чекаме нивото на водата да се намалува, па да почнеме со работите тука. Кон пределот Бањиче се уште не се санирани решеткастите брани на реката Пена, уништени за време на големите поплави. Локалните власти изјавија дека санацијата на браните е дел од акциониот план за превенција од нови поплави, кој предвидува и регулација на речни корити и урбанизација на рурални средини. Но неговата реализација според властите ќе зависи од финансиите кои за овој проект треба да ги одвојат владата и меѓународните организации. Во текот на месец мај во основните училишта ќе се спроведуваат уписите на првачињата за учебната 2016-2017 година. Во прво оделение се запишуваат децата кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години. Од утре, 3 мај, започнуваат уписите на првачињата за наредната учебна година. На подрачјето на општина Гостивар вратите за новите првооделенци ќе ги отворат 11 централни основни училишта и 20 подрачни.
Запишувањето на првачињата се врши според Законот за основно образование, во кој се предвидени повеќе услови. Во прво одделение се запишува дете кое до крајот на календарската година ќе наполни 6 години. Исклучок може да се направи за деца кои полнат 6 години до 31 јануари 2017, но само по добиено мислење од педагог или психолог во училиштето. На денот на уписот родителите се должни да ги достават потребните документи: фотокопија од извод на матична книга на родените, потврда за примени задолжителни вакцини, како и потврда од систематски преглед кај стоматолог. Правилата предвидуваат реонизација при уписите, односно детето да се запише во училиштето кое е најблиску до неговиот дом. Уписите на првоодделенците траат во текот на целиот месец мај. Во училиштата во гостиварскиот регион се очекува од септември во училишните клупи за прв пат да седнат околу 780 првачиња. Следуваат информациите кои ги евидентира полицијата. При пат од кров на куќа 21 годишен тетовец се здобил со тешки телесни повреди. Завчера во полицијата се јавил 32 годишник од Джепчиште, сопственик на фирма за изведување на градежни работи на кровни конструкции Солим. Истиот пријавил дека од страна на 21 годишниот тетовец бил ангажиран да изведува градежни работи. Додека работеле на кровната конструкција на објектот, тетовецот се качил на кровот за да ја надгледува нивната работа и во еден момент додека разговарал на мобилен телефон, од невнимание згазнал на стара лесонитна табла, која се скршила, при што истиот паднал во висина од околу 6 до 7 метри на бетонската подлога. Од страна на екипа на итната медицинска помош, повредениот со амбулантно возило бил пренесен во клиничката болница во Тетово и по укажаната лекарска помош, поради сериозноста на повредите кои ги имал во пределот на главата и телото, бил префрлен во ургентниот центар во Скопје. Увид на лице место извршила увидна екипа од СВР Тетово. Ноќеска пак 10 минути по полноќ на Скопскиот аеродром за влез во Македонија. Приведен бил жител на Брвеница на барање на основниот суд Тетово за сторено кривично дело за грозување на безбедноста во сообраќајот. Лицето е предадено на полициското одделение Петровец за натамошна постапка. Денес имавме претежно облачно време со локални врнежи од дожд. Утринската температура се движеше од 5 до 8, а дневната од 9 до 12 степени. Утре не очекува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Ќе дува умерен северозападен ветер. Утринските температури ќе се движат од 4 до 7, а дневните од 8 до 12 степени. Го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Имајте убав остаток од денот. Пријатно!